Да се направи ретроспектива на процесот на разговори за името во 2008 година, значи дека треба да се зборува за текот на целокупната надворешна политика на земјата во годината што изминува. Имено, токму проблемот што Атина го има со нашето уставно име, беше пречката за исполнувањето на клучните приоритети на македонската надворешна политика, европските и евроатлантските интеграции. Во првите 2 месеца од годината интензивно се разговараше за името во Скопје, во Атина, во Виена и во Њујорк, а се со единствена цел да се најде компромисно решение до одржувањето на НАТО самитот во Букурешт во април, кога Македонија требаше да добие покана за членство. Опасноста од грчкото вето беше најавена уште во јануари, кога грчкиот преговарач Адемантиос Василакис посочи: Ние не се согласуваме со ставот дека прашањето за името е билатерално прашање. Република Македонија во заграда Скопје беше последниот предлог на медиаторот, непосредно пред одржувањето на самитот. Предлог кој за македонската страна представуваше основа за да се оди на национален референдум, но грчката страна го оцени како неповолен. Позициите на двете влади се уште различни и не се согласени околу тоа кој име целосно би ги задоволило двете страни. Април Букурешт. Силната заложба на Соединетите Американски држави не ја премисли официјална Атина. Грција и официјално го злоупотреби правото на вето. Македонија остана без покана за членство во алијансата. Секој оној што мисли дека со овој потек ќе ја натера земјата да прифати нешто што тој сака да го прифати, мислам дека е во голема заблуда. И ни сигурно нема така ефтино да ги кошта ова што го направија. Секој оној кој што мисли дека на овој начин ќе не спречи како народ или како држава да ја оствариме онаа идна која што ја посакуваме, силно греши. Водени од популистички идеи наменети за домашната јавност, председателот на корумпираната грчка влада Караманлис и шефицата на дипломатијата Бакојани ја исполнија својата цел – на своите граѓани да им покажат кој е шеф на Балканот. Македонската делегација се замина од Букурешт пред крајот на самитот. Заминуваме со верба и надеж дека правдата ќе биде задоволена. Жал ни е што не можевме да постигнеме консенсус за покана на Македонија да пристапи кон алијансата. Македонија спроведе тешки реформи во земја, значително допринесува кон НАТО мисиите во странство. Нема да кријам дека секако се надевав дека да имаме 3 покане, меѓутоа постои прашањето со името. Неверојатно, но вистинито. Ќе станете членка на НАТО тогаш кога ќе го промените името, беше конечната порака од Букурешт. Првичната временска рамка за постигнување компромис беше 9 јули, датумот кога Хрватска и Албанија го потпишуваа протоколот за пристапување кон алијансата. На 9 јули, кога Албанија и Хрватска ќе го потпишуваат протоколот, на истата маса сакам да биде и вашата земја, да ги искористиме сите можности во наредниот период и да видиме дали може да се постигне спогодба. Со приближувањето на 9 јули се зголемуваше и притисокот на Вашингтон врз Атина. Грција не е држава што ќе попушти под притисок, често изјавуваше Бакојани, во обидот да собере што е можно повеќе поени во рамките на домашната политичка сцена. Преговорите не се врзани со рокови и мала е веројатноста да се најде компромис до 9 јули, беше пораката на грчките власти. И покрај грчката хистерија, македонската влада остана конструктивна страна во преговорите. Кога во јули медиаторот допатува во Скопје, се случи пресврт во преговорите. За прв пат во историјата на Македонија, владата го подигна прашањето за македонското малцинство во Грција и за протераните и децата бегалци. Првичната реакција на медиаторот беше: И таквите дополнителни прашања се дел од мојата мисија, особено ако страните сакаат да зборуваат за тоа. Реакцијата на Атина лесно можеше да се предпостави. Скопје ја дефокусира целта на преговорите. Апропо на ова, медиаторот веќе следниот месец со поинаков став. Мојот мандат се однесува исклучиво на името, беше новиот став на Нимец. Но веродостојноста на ова тврдење беше доведена во прашање, кога медиаторот со наредните пакет идеи директно го тангираше македонскиот идентитет, односно јазикот и нацијата. Очекувано, ваквите предлози беа отфрлени. Се надевам дека господинот Нимиц ќе даде далеку подобар предлог од оној што го даде последниот пат, доколку даде сличен предлог на тој, ќе помине како што помине и последниот пат. И додека грчката опозиција ја обвинуваше грчката влада дека има премногу мек став во преговорите, председателот Црвенковски го обвинуваше премиерот дека има заземено премногу тврд став.
Датумот што навистина е одбележан не само 2008, туку и современата македонска историја, беше подигањето тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Основ на тужбата е прекршувањето на времената спогодба од 1995 година од страна на Грција, која го злоупотреби правото на вето во Букурешт, спротивно на одредбите на спогодбата. Во апликацијата до Меѓународниот суд на правдата се бара да биде констатирана повредата на членот 11 и второто барање е да биде наложено на првата страна од оваа времена спогодба, односно Грција, во иднина да се воздржи и да ги превзеде сите неопходни дејства за доследно почитување на членот 11 од времената спогодба. Ова е нова тактика на премиерот Груевски за да не учествува во преговорите со името. Со именување на амбасадорот Зоран Јолевски за нов преговарач за името, македонската влада го докажа спротивното, дека остануваме конструктивна страна во преговорите и во 2009 година. Клучни приоритети во следната година остануваат и европските и евроатланските интеграции, но врвен приоритет на владата беше и останува една работа. Владата нема да прифати идеи и предводи што ќе го нарушат македонскиот национален идентитет, македонската нација и македонскиот јазик. Ние нема да прифатиме промена на уставот со цел промена на уставното име.